Добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова, вечерва со мене Наум Стоилковски. Тема за вечерашнава дебата е Законот за употреба на јазиците, кој што, како што беше најавен и предизвика бура во општеството, така веќе предизвикува таа бура, се пренесува и во собранието, каде што треба да биде донесен. Како наслов за вечерашнава дебата, јас го одбрав терминот, два термина, разединувачки закон за обединувачки јазик, во однос на тоа дека законското решение, онако како што е дадено, предизвика нови поделби во општеството, а всушност идејата, како што може да се разбере од предлагачот, е преку употребата на албанскиот јазик да дојде до обединување во општеството. Но доколку на почетокот тоа прави едно такво разединување, би сакал да ги чуjem првичните ставови околу носењето на овој закон за употреба на јазиците или закон за албански јазик, како што веќе е наречен, заради тоа што фактички се воведува албанскиот јазик како втор службен јазик во државата и за опасностите кои што се предупредува од опозицијата, но и од критичката јавност заради формирање на бинационална држава и вовед во федерализација. Со мене во студиото се Сефер Тахири и Александар Даштевски, двајца универзитетски професори, секој со своите ставови. Тахири, еве, повели, како ти гледаш на ова законско решение? Значи, прво би истакнал дека ние сме тоа, Македонија е мултикултурно општество, значи мултијазично општество. Албанците се дел од ова држава. Можеме ние да зборуваме колку сакаме за градење на граѓанско општество и така натаму, но некои права, значи, се индивидуални, човекови права кои што произлегуваат од значи конвенциите меѓународни и така натаму, кои што се основни човекови права, кои што се лични, но некои права се колективни. Во ова смисла, правото на употребата на мајчиниот јазик во службената комуникација, бидејќи законот не предвидува децидно албанскиот јазик да биде втор службен јазик во државата, бидејќи тоа го нема во нормата, во текстот на Во нормата албанскиот јазик е ставен во заграда. Токму затоа е наречен закон за употреба на албанскиот јазик, а не закон за употреба на јазиците. Закон кој што за употреба на јазикот кој што го употребуваат повеќе од 20% од населението. Јас сакам секогаш работите да ги гледам низ призма на реалноста и да сум искрен прво со јавноста. Значи, факт е тоа дека општеството ни е такво, значи мултикултурно, мултиетничко, па ако сакате и мултирелигиозно и така натаму. Но политичкиот систем од 2001 година во Република Македонија, ќе се сложи и Даштевски, функционира по етнички клуч. Функционира по етнички, значи, реков клуч, по етничка основа, бидејќи уставот кој што произлезе од Охридскиот договор, од рамковниот договор, на некој начин колективните права не ги детерминира како граѓански, како индивидуални права, туку ги детерминира врз основа на колективитет, односно врз основа на присутност, точно, врз основа на присутност на одредени граѓани кои што имаат одредена етничка припадност, во случајот тоа се албанците. Ние можеме да спориме се дали решенијата кои што беа донесени во Охрид, значи после конфликтот, беа најсоодветните, најидеалните, бидејќи знаеме контекстот кој беше, времето беше многу кратко за тој договор. Инаку, јас сум на мислење дека не знам дали колегата ќе се согласи. Во Македонија ни треба не историски договор, како што промовираше господинот Васил Тупурковски, но ни треба еден договор политички, општествен, како сакате наречете го, меѓуетнички и така натаму, кој што ќе се до кој што ќе се дојде не во услови на конфликт, не во услови на значи меѓусебно
препакување, знаеме кои случаеви се случаат. Тоа Шкарпалак, случајот во Газибаба, кај што беше убиен еден од командантите на тогашната ОНА, и знаеме притисокот кој што беше значи насочен кон тие што учествуваа, кон партиите, кон лидерите на партиите. Затоа сум на мислење дека ние сме дојдени до таа точка за да разговараме за еден нов договор политички во државата, кој што ќе биде консензуален, но до кој што ќе се постигне значи во услови на мир, во услови на меѓусебна дебата, како што вечерва разговараме, во услови на меѓусебна аргументација, изнесување на аргументите и од страна не само од политичарите, бидејќи тие знаат секојаш да употребуваат големи идеи, некојаш да се тоа етноцентрични, некојаш дури и ксенофобични и така натаму. И интелектуалците, невладиниот сектор да даваат свој мислење. Зошто сум на тоа мислење? Затоа што гледаме дека во општеството, во државата нешто не функционира како што треба. А тоа е дека секој закон кој што се донесува, од една страна ќе се гледа афирмативно, од друга страна ќе се гледа негативно. Исто се случува и со законот за употреба на јазиците, односно, како што рековте, законот за албанскиот јазик. Значи, се проблематизира едно практично прашање. Употребата на јазикот, значи, ви тврдам дека е практично прашање за кое што може да се дојде до договор помеѓу сите политички партии, ако се гледа низ таа призма. Ако се гледа низ призма на политизација, на добивање на политички поени врз тој закон, врз тоа прашање, тогаш можеме ние да... Дали вие го гледате во таа насока, како врз закон за добивање на политички поени? Значи, ако земеме во предвид, дека овој закон произлегува од оној, еве го, мирнодопски да го наречеме договор, така наречената, нели, тиранска платформа. Беше поставена како услов за формирање влада и потоа како еден од значи најмалиот партнер во власта од Алијансата на села беше поставено да се донесе овој закон за јазици во првите 100 дена, во рамките на првите 100 дена, односно пред локалните избори. Нели е тоа нешто што врши притисок врз јавноста во за ситни политички точно е дека законот се искористува од политичките страни и од страна на политичките партии на албанците и од страна на ВМРО ДПМН за политичко поентирање. Во случајот СДСМ е ставена на некој начин на ѕидот да го одбрани законот и да се нарекува предавничка партија и така натаму. Јас зборувам за тоа дека кон ова прашање, употребата на јазикот, кон правото на граѓаните, значи да го користат својот мајчин јазик во службената комуникација со институциите на државата е практично прашање, како такво треба да се гледа, бидејќи употребата на јазикот во Република Македонија, значи ние имаме закон од 2008 година, законот го донесе ВМРО ДПМН. Добро, не ги исполнува сите услови тој закон, не ги задоволува барањата да се комуницира на јазик. Се покажа дека не. Еве само еден пример. Значи јавното предпријатие во Скопје, јавното сообраќајно предпријатие, значи него спроведува законот. Бидејќи градот Скопје се повикува на некој друг закон. На кој начин не го спроведува? Јас колку што знам, сега се извинувам, ова испаѓа веќе како интервју, ама значи на кој начин не го спроведува? И ги гледаме таблите дека се двојазични, гледаме дека најавите за автобусите идат. Знаеш кога беа двојазични? Кога се пишуваше на автобусите на двата јазика? Веќе неколку години. Не. После, значи пред 2-3 години, после серија прилози на твоите колеги на Алсат, кои што му укажуваа на директорот дека по службена должност он е должен да го спроведува законот
за употреба на јазиците, бидејќи во единиците на локалната самоуправа и така натаму. Добро, прашање службен било на јазик. време кога некоја телевизија ќе го отворила тоа. Дали било 2000 Ако не го отвореше пред 2-3 Алцат, години? ние до денеска ќе имаме... Добро, за тоа е јавноста. Затоа велам Наум, значи и во законот имаше норми кои што не се спроведува. Тука е јавноста секогаш да притиска за нешто да се спроведува, но тоа не значи дека мора да се наметнува закон кој што ќе биде нели во поширока смисла ќе прави нови конфликти и раздори помеѓу две Ако заедници. сакаш само една нелогичност да кажам на тој закон, на пример, тој закон дозволуваше на министрите да зборуваат, значи, на нивниот мајчин јазик во собранието, тоа не се овозможуваше во влада. Која е поголема власт во државата? Таков бил Собранието договор. или влад? Не се работи за договор, се работи за пристап. Значи, ВМРО ДПМН која беше под влијание, значи под притисок Ако од страна собранието ја други. избира извршната власт, тогаш собранието е повисокиот орган. Да, ама Дрстовски, дали не ти се согласуваш во влада, да зборуваат министри? со Тахири дека СДСМ е ставено на зидот сега да мора да го брани законот, иако се сеќаваме добро дека една од клучните ствари работи со кои што тргна Заев во кампања во изборите за нели зимото беше овозможување на двојазичност, учење на музичко образование на албански јазик во Прилеп и воопшто настапот пред албанската дијаспора во Бен, нели? Беше нејавена двојазичноста во Република Македонија. Вака се ја би дал еден вовет, бидејќи нели Така. за да дојдеме до Така. некои ние всушност Имаше повеќе ставови не тука сакаме из... сега да напаѓаме никого, туку сакаме да помогнеме. Така. И Тоа ево е нека целта биде на оваа како една дебата. дебата, бидејќи нели немаше дебати многу, а се збореше дека ќе има. И ја во таа смисла можам да кажам дека не сум го видел законот, бидејќи обично нели се дава тоа да се види пред јавноста и тука се појавуваат тие проблеми. Но да се навратиме назад, нели Македонија беше во политичка криза 2,5 години или 2 години да кажем, која после продолжи после изборите, а требаше да заврши. И во таа политичка криза во ниеден момент не беа доведени во прашање меѓуетничките односи. Беа доведени други, нели, корупција, нито, не знам, телефонски разговори и такви работи. И овие меѓуетнички прашања дојдоа до израз и до денеска доминира, веќе се подзабораваат другите работи, после изборите кога се види дека нели една од албанските или повеќе албански партии ќе треба да направат коалиција со било која македонска партија и тогаш се направи таа тиранска платформа која се нарече така затоа што беше направена во Тирана и малку се крена притисокот овде во Македонија. Значи тоа му Па добро, претходеше беше направена со менторство на после од премиерот тоа на зависеше Република кој ќе Албанија. формира влада, веројатно не знам што било сега, како биле внатре партиските преговори. Меѓутоа нели дојде до тоа дека ќе формираат БЕС, односно Алијанса за албанците, ДУИ и СДС влада. И тоа преговара. Ние видовме дека преговара и тогаш се наметнаа тие прашања кои се дел од тиранската платформа, што ќе се прифати и како ќе се прифати. И рековме дека можеби премногу е така амбициозна оваа платформа, да кажам, е ублажено, и дека можеби тоа со геноцидот и овие некои работи треба да отпаднат, макар да ја како што гледам си се спроведува тоа како што е направено. И тогаш се постави тоа барање за нели нов закон за јазици, меѓутоа во сосема друга форма. И затоа викаме треба да се подразгледа малку дебатата. Сите сме за тоа за почитување нели на спротивната страна на јазикот, на едната и на другата страна и така натаму. Меѓутоа дали треба вака избрзано, дали треба вака како да кажам малку и незаконски, неуставно, без јавна дебата, насилно, без јавна дебата. Значи, од друга страна, малку е омаловажувачки и понижувачки за македонците во Република Македонија на таков начин да се донесе законот, а од друга страна може би има тоа и друга позадина. Значи, јас, како што реков, сега ќе се навратам и на Охридскиот рамковен и уставот. Значи, тие, како што кажа и професор Цефер, значи, тие исто така се базираат на мултинационални права на сите заедници во Република Македонија, а сега со овој закон и со другите работи кои се бараат во Тиранската платформа, малку како да се оди на бинационални права. И сега ја не навлегувам во тоа дали треба или не треба,
Меѓутоа, Според законот тоа не е треба да го малку, решат, него да оди ако има кон политички во договор да национална, се да. направи. Меѓутоа, сакам да кажам дека тоа беше идејата на Уставот и во амандманот 5 тоа го пишува. И секаде се оперира со тој поим. Значи, по мултинационалност и повеќе националности и така натаму. Значи, со тој поим оперира, да, мултиетничност, овде има и мултинационалност. Така, да. Во Има амандман, друга во конотација, амандманот, да. зборам. Сега да не го читаме, пошто нели многу луѓе Да, да. го знаат, ако треба нешто ќе почитаме. Меѓутоа, со тој амандман, значи, што значи тоа? Сите јазици и на другите националности да се почитуваат, што не знам дали беше така од подпишување на рамковниот договор или не. Значи, се фаворизираше албанскиот, тоа е факт. И Кај пишува за другите јазици нешто? вака се, ако Ајде. сме до тука, Беше рековме да например, читаме. на крајот ќе кажеме, Ајде. да кажеме, сега, прво ќе кажам една работа, значи, ако сме веќе тука, значи, овој амандманот 5 е преточен во член 7 во Уставот. Добро, тоа знае. И сега, на целата територија на Република Македонија и во нејзините меѓунационални односи, службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Сега во законот, како што слушаме, не реков дека не го знам законот, како што слушаме дека службен јазик ќе биде и албанскиот јазик. Сега, дали е тоа во согласно со Уставот? Ја не сум против и немам ништо против. Значи може да биде Меѓутоа- албанскиот јазик втор службен Меѓутоа, јазик вика- во некоја иднина која ќе се смени прво, уставот. кога ќе се смени Законот, Уставот. не, законот не вели така. Законот вели дека Затоа викаме дебата треба. Еве дебатираме. А од вие кај сте го прочитале закон? Албанскиот јазик, значи, ќе биде во службена употреба во Република Македонија. Значи, не го дефинира точно Да. албанскиот Добро, јазик сега јас како зборам, втор службен значи, јазик. што велат, Еве ви кажувам. Ама еве јас зборам што велат. Наведувањето на сите институции во самиот текст на законот фактички воведува, де факто доведува една Значи, наум, за тоа треба да се двојазичност. смени Уставот. Уставот на Република Македонија, членот 7. За да дојдеме до тоа. Значи, а Во Уставот не некоја е иднина отвори. Во може да случај има доколку- договор за да се смени Во Уставот, случај, тоа не знаеме. Исто едно од нешто правниците и оние што Добро. ги толкуваат уставните решенија, професори, нели, Добро, добро. велат дека спорна е онаа клаузула каде што вели ако не се сменат сите оние законски прашања во однос на судството и сите други кои што ги Другите решаваат закони. јазичните, да, прашања, тогаш по една година на сила стапува овој закон, со што се заобиколува уставот каде што го стои овој дел, овој член каде што стои дека службен јазик во Република Македонија е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и плюс се ништат оние законски решенија кои што се донесени со двотретинско на сметка на закон кој што е донесен со обично мнозинство. Значи мора да има хармонизирање на законските норми за да не дојде до колизија. Па до токму конфликт. затоа и нели зошто е ова и силено и брзо. Значи, велам дека може во иднина да има промена на Уставот. Се додека нема промена на Уставот, албанскиот јазик не може да се дефинира како втор службен јазик во државата. Туку зборуваме, значи тук зборуваме за закон кој што го дефинира албанскиот јазик, односно јазикот на граѓаните кои што го зборуваат над 20% од населението, кој што е во службена употреба. Што би било разликата? Ајде вака, што би било разликата помеѓу едното и другото? Македонскиот јазик останува досега, пак велам, бидејќи во иднина може да има политички договор помеѓу ВМРО, ДПМН и не знам, алијансата на албанците да се смени уставот. За иднина дослед, сега да видиме. Што е разликата помеѓу едното и другото за гледачите да разберат? Разликата е дека македонскиот јазик останува првиот службен јазик во државата, а албанскиот јазик се дефинира како јазик, пак повторувам, кој што ќе биде во службена употреба и тоа се две различни нивоа. Што на народот му прави разлика тоа? Јас не знам што на народот му прави разлика, јас ја кажувам. Нема разлика помеѓу едното и другото, ако ќе се употребува секаде. Ако се употребува секаде, тогаш значи еве вака просто кажано не знам што му прави уставното решение. Не, јас на народот не знам дали тоа му пречи или не. Јас ја кажувам му пречи, чисто како јас ја кажувам вистината. Значи, сите тука ја кажуваме вистината. Вистината е таа дека албанскиот јазик и со овој закон нема да биде втор службен јазик во државата, во сите нивоа, во сите институции на државата. Бидејќи до тоа ќе се случи кога ќе се употреба, ќе биде во употреба во армијата, во дипломатијата и така натаму. Тоа не е случај сега со овој закон.
Ке продолжиме со дебатата. Мислам дека е време за првиот рекламен Не, блок. после Даштевски да најде каде ќе го зборува најдеме уставот сега. за други за Знаете, кои припаѓаат на сите заедници и органите на државната власт Добро. и другите јавни институции на сите нивоа. Значи сите заедници, не е веза бинационалност, значи мултинационалност. Значи сите заедници кои припаѓаат во кои живеат во Република Македонија. Значи, Уставот и Охридскиот договор прават градација на јазиците. Прво на македонскиот јазик и на Другите албанскиот не, јазик. На албанскиот никаде не го пишува. Значи, пишува таму амандманот Не. 5 за Ево албан. целиот амандман. Значи друг Амандманот јазик, пет. друг јазик што го зборуваат најмалку амандманот 5 на целата територија се употребува. Тоа е албанскиот јазик. Не. На целата територија на Република Македонија и Но за албанскиот јазик е идејата. За тоа зборуваат. Ја го читам, не е тоа воопшто. Значи првиот став е и во меѓународни јазици е службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Тоа е Друг јазик неспорно. што го зборуваат најмалку 20% од граѓаници, исто така е службен јазик и неговото писмо како што е определено во овој член. Кој е тоа јазик? Па имаме и турски општини, и српски општини, и ромски Не, ама општини. не се зборува таму за Па не, општини. за тоа викам, а сега во Се Загреб зборува- пишува албански Значи, јазик. тука се зборува за целата територија за целата на територија, ама во државата. неколку општини, значи не е само албанскиот, и тоа е мултинационализам. Значи, има Тука добро е определено. Значи, меѓутоа, има определено сега се според поди на членовите бинационализам. поделе за Да. употребата на другите јазици. Еве, Јас не велам дека кој другите било граѓани- јазици не треба да се Ама еве, унапредуваат. еве, Јас ви велам дека Охридскиот договор и Уставот прават градација. На прво ниво го ставаат македонскиот јазик, на второ го ставаат албанскиот Не е точно. јазик и прочитете Еве го сега, добро. еве, Амандманот 5, односно третиот, членот еве. 7. Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, исто така е службен јазик и неговото писмо како што е определено со овој закон. Личните Значи, документи. тоа е албанскиот јазик. Не, тоа се сите јазици, Не, друг јазик, не е не вика, точно. не вика каде Не, пише албански. не точно. Понатаму. Значи, друг кој јазик било во граѓани што државата е живее во единствен. едини, значи кој било граѓани, не албанскиот. што Друг живее во јазик кој се единиците. зборуваат 20% единствен во Република Македонија е албански. Не, Знаете на зашто било не каде е во правено на територија на Република Тоа е Македонија. направено по политички договор, јас и Наум сме го следеле тогаш како новинери. договор нема проблем. Политички договор на партиите кои што го донесува Охридскиот договор за да не биде децидно дека тоа се однесува Ама еве на албанците. Па добро де, тоа беше и нели воведена и исламската вероисповест, исламската верска заедница, католичката црква, не знам, еврејската заедница, значи а беше претходно во уставот само православната. Така што Колега Тахири убаво ме подсети. Значи во 2001 година кога се зборуваше за јазиците, за употреба на јазиците, ваква барање за двојазичност како што сега се наметна, тогаш беше испорачено преку ДПА и ПДП во Охрид. И не беше прифатено ниту од СДСМ, ниту од Сакаш ВМРО, да бидеме ДПМН. искрени до крај. Тоа беше испорачено по значи пораките на лидерот на тогашната ОНА Али Ахмети. Така, Али пренесено Ахмети го кај, пренесуваше преку Арбен Джафери и Мери покојниот. Така, точно. И тогаш не беше прифатено. Значи, ова не е ново барање. Што е тоа сега? Значи, од тогаш до сега, што Охридскиот рамковен договор не ги задоволило потребите, како прво, и како второ. Дали како човек што живее во Тетово, не сметаш дека Охридскиот рамковен договор и ваквите законски решенија не ги затворија, да ги речам, двете заедници, како земеме како нели мултиетничка земја, во своји микросветови и наместо да ги обединат, фактички направија два тотални различни светови на функционирање. Значи, можеме да зборуваме наум до утре вечер како ние дојдовме до тоа да имаме две Македонии. Една Македонија на македонците и една Македонија на албанците. Законот за јазици, односно за употреба на јазиците, мислам дека најмалку придонесуваше и тој што беше донесен во 2008 од ВМРО, ДПМН и ДУИ и тој што сега ќе се донесе од страна на СДСМ и на ДУИ. Мислам дека многу фактори придонесува како ние да стигнеме до
таа точка, бидејќи рековте дека живеам во Тетово, јас работам во Тетово, живеам во Скопје и значи сум прилично запознаен како функционира мултиетничкиот живот. Реков дека ние сме тоа мултиетничко општество и мултикултурно и од тоа не можеме да бегаме бидејќи така сме создадени историски, тоа е географијата, ние не можеме да тоа не е спорно. Спорно е дека што вакви законски решенија прават дополнителни двоења на овие два. Сега ќе ти објаснам. Да, се прават нови разделби помеѓу двата. Сега ќе се обидам да објаснам. Не знам дали ќе се согласуваме за многу работи. Се согласуваме за многу, не, затоа постои демократска дебата. Не, Даштевски, зборувам за тоа дека ние во државата, во Република Македонија, имаме мултиетничко општество, но институциите беа етнички. И затоа не ги окривувам само македонците, бидејќи и дел од политичките партии на албанците во одредени периоди за да се покажат во нивните средини како големи албанци. Еве ќе тргнеме од тоа како функционира веб страниците на министерствата во Република Македонија. Ако министер на општините како функционира. И тоа. Да, може. Како функционираше во Тетово? Да, во Тетово, во Гостивар. Се согласувам дека не треба. Јас сум рекол во една дебата во една друга телевизија уште 2008 година. Општините кај што мнозинство се албанците не треба да се однесуваат како државата што се однесува кон албанците, третирајќи ги како бидејќи албанците и според уставот без разлика колку може да има тој устав пропусти, не се дефинирани како малцинство. Постои дефиниција на албанците како не мнозинска заедница, ама тоа е дефиницијата. Не знам дали според правната, меѓународно правната терминологија е најсоодветната, но мислам дека на некој начин ги одвојува албанците од тоа да не бидат малцинство. Сум за тоа да државата да не ги дискриминира албанците и сум за тоа општините кај што албанците раководат да не ги дискриминираат македонците, бидејќи тоа не е во ред. Друго ми беше поентата. Ние имавме такво општество, но ние градевме институции, градевме образовни институции, Даштевски во образованието, ние функционираме во паралелни светови. И има учебници по историја, ако сакаш и ова да ти го кажам, бидејќи сум го истражувал, кај што наставниците, ако се албанци, ако се дојде до некакви лекции кои што зборуваат за македонскиот народ, ги прескокнуваат, не ги третираат, не прават предавања во нивните воопшто не постои како лекција. Да, ги отскокнуваат, им велат на... Што станува со македонскиот език? Се изучували? Еве, ќе дојдеме и до тоа. Мислам, се наметна прашање на... И дел од... Јас сум бил во една трибина и сум поставил искрено прашање кај што беа многу професори во Охрид, кои што предаваа историја и јазик, македонски јазик. Што правите со содржините каде што се зборува за Скендербек, за албанците како потомци на илирите, односно што им предавате на децата? Знаете што велеа? Искрен одговор барав бидејќи сакам во дебатите да бидеме искрени сите. Рекоа дека не ги предаваат и ништо не им зборуваат на македонците, мислам децата македонци, за албанците. И затоа доаѓаме до случаи каде што еден колега вели дека неговото 5-годишно неговото дете кое што е во 5-то оделение го прашувал кои се овие жени кои што одат по шами во Битпазар. Зарем толку не се познаваме. Значи можеме да имаме Токму затоа прашав Техири, ние сме колеги од студии, еве да открием од каде имаме вака по-релаксиран разговор и може да се слушаме. Ние одевме заедно на студии. Сега веќе заедниците не одат заедно ни на студии. Предаваш на факултет за
нели на албански јазик. И на македонски. И на македонски. Се прави една нова, но не може да негираме дека се прави една затворено општество, едно затворено општество за албанците, едно затворено општество за македонците. И наместо да се има некаков контакт, ваквите решенија јазични само сметам дека многу повеќе ги разединуваат, особено што се до насила. Особено што се носат сега и на сила. Сега, еве, ако збориме за тоа кој како се чувствува во државата, сега сметам дека македонците се чувствуваат дека се прегазени во моментов од едно вакво законско решение. А со што македонскиот јазик се загрозува? Сега збориме дека постои бунт, дека се носи на туркање, дека се носи без јавна дебата, без да се слушнат мислењата. Тоа е дел од процедурата, затоа можеме да зборуваме. Затоа што за ова решение стоеше уцена за формирање влада, за ова решение стоеше Тиранската платформа, за ова решение стоеа сите закани за федерализација кои што беа изнесени во јавноста. Така ли беше? Значи, еве, велам пак за да бидеме искрени. Значи, јас ги гледам професорите од Институтот за македонски јазик и ако некој поканиш, еве, јавно ти велам да ме поканиш да се соочиме со нив. Нели е срамота, значи, ние во јавната дебата, во медиумите, професорите како пишуваат, во јавната комуникација, не знам, јазикот кој што се користи во културата е преполн со србизми и различни влијанија и така натаму. Нели е срамота тој институт еднаш да не се огласи и да се стави во одбрана на македонскиот јазик, бидејќи, еве, како што гледате, јас се обидувам да зборувам значи, на добар македонски јазик. Нели е срамота, значи, тој институт, првата јавна реакција да ја има како спротивставување кон албанскиот јазик. Или овие академиците од МАН. Не е спротивставување на албанскиот јазик. Не, ама овие... Знаеш која излегуваат, еве, Даштевски го зема став. Знаете Ману која излегува со став? Еден ден пред да влезе... Не, Даштевски. Има хипокризија кај институциите. Прават, овие се калкуланти. Живи калкуланти се и во МАНу и во Институтот за македонски јазик. МАНу и претходно биле прозивани па и од другата страна. Живи калкуланти, еве, тврдам, нека ми простат тие што се, значи, дел кој што ги почитувам, значи, поголемиот број во МАНу се живи калкуланти кои што сакат од ова прашање да постигнуваат политички поени. Сега ќе се навратиме за политичките поени, каде што? Знаеш зашто наум? Само ова и Даштевски ќе му оставам простор да зборувам. Не, извини. Од режија ми јавува дека и време за реклама, ве молам само да... Само ова да го кажам, ќе се согласиш. Еден ден пред да влезе во пленарна седница, тие се огласуваат. Нели е срамота? Ама и брзо влезе на пленарна седница. А кај беше Ману? Нема дискусија со Ману. Кај беше Ману? Кај беше тој институтот што се грижи многу за македонскиот јазик? И албанската платформа, они си донели уште 98 година, и сите други републики околу нас имаат донесено, само ние немаме никаква македонска. Зборам и за македонците и албанците што живеат во Македонија. Ако за овој закон и овие зафати околу јазикот, македонците препознаваат нешто што Џафери го прегаска, го спомнавме пред малку, го спомена во контекст на распадот на Југославија дека нема да заврши додека не се подели Македонија. Ако во 2001 година некаде се споменуваше дека во западниот дел на Македонија, односно во делот во рамките на Илирида, ќе подпаднела под јазична зона М2 беше тогаш. Се спомнува и Тиранската, каде што се гледа како една платформа за федерализација, како која се надоградува на Охридскиот рамковен договор, таа на претходно нели на оној референдум за Илирида, но и по најавите на Заев за двојазичност и воопшто за кантонизација на Македонија, мислам дека има реален основ да биде предпазлив граѓанинот, јавноста кон брзо донесени вакви решенија. Ке одговориме, ајде прво да ги погледнеме рекламните пораки. Еве не повторно во отвореното студио на телевизија Нова, вечерва со мене Наум Стоилковски, со мене се Сефер Тахири и Александар Даштевски, двајца универзитетски професори. Разговараме за законот
за употреба на јазиците, односно наречен Закон за албанскиот јазик, под тема, односно како наслов на вечерашната дебата е разединувачки закон за обединувачки јазик, односно нели идејата е дека јазикот треба сега да ги обедини двете заедници, а всушност веќе со самата најава на законот ги раздели двете заедници уште повеќе. Напоменав пред оваа кратка пауза дека идејата за двојазичност и федерализација, врз кое што нели се гледа овој цел зафат за брзо носење на законот, кој што беше нели и поставен како услов за формирање на владеачко мнозинство во Македонија, како дел од Тиранската платформа, која што нели стреми кон една федерализација, онака како што се толкува, беше напомената уште во контекст на распаѓањето на Југославија, уште кога Армен Џафери од ДПА најавуваше дека распадот на Југославија нема да заврши без распад на Македонија. Во 2001 година се појави еден дел кој што велеше дека во западниот дел на Македонија, оној кој што подлегува под таа карта на голема Албанија или Ирида, дека тоа е зона јазична зона М2. Ги споменав Тиранската платформа, говорот на Заев во Берн за кантонизација на државата, но не е само тоа што е индикатор за целата работа. Еве, можеби Даштевски се сеќава во март 2009 година германската амбасадорка Урлике Марија Шулц пред студентите на Педагошката академија се излета со платформата дека Македонија во Европската унија може да влезе само како северна, а македонците ќе го учат албанскиот јазик уште од градинките, и тоа е некаде со нивна проценка околу до 2020 година, за дури од после од кога македонското МНР реагираше до неа, таа рече дека станува збор за, не знам, симулација студентска. Да. Колку сето ова е една стратегија која што ги плаши македонците дека не се работи само за еднојазично право или проширување на Охридскиот рамковен договор за остварување на човековите права? Значи, јас сега повторно би ги разработил овие тези, што ги почна професор Цефер, за нели човековите права. Рековме нели мултикултурализам и дека човековите права се поделени на индивидуални и колективни права, меѓутоа него да објаснивме тоа. Значи индивидуалните права се оние основни човекови права, значи политички и граѓански права и економски, социјални и културни права. Тоа се тие имплементирани во Уставот, уште со донесување на Уставот, инаку Уставот нели донесен 1991 година и тогаш само е надграден после донесување на амандманите, имплементирани се амандманите во Уставот и врз основа на нив се донесени десетина, можеби и повеќе закони, може и 20-тина, не сум сигурен, сега треба да се провери. И тие функционираат и што се однесува до колективните права, тоа се права на малцинствата или на етничките заедници, да не кажеме малцинства, бидејќи нели оваа етничка заедница е поголема. Албанската и сметам Како беше немнозинските заедници? Да, значи фактички сметам дека ги имаат посебно албанските жители сите права и повеќе од меѓународните стандарди и дека тоа не треба да се дискутира веќе. Тоа е апсолвирано прашање. Сега доаѓаме во прашање овде, како што гледам вие цело време го наведувате муабетот, дека овде се доведуваат во прашање правата на мнозинството. Значи, никој не го прашува мнозинството и одиме сега ќе носиме еден закон. Инаку, затоа викам дека треба дебата и самиот овој закон за кој ние дискутираме, односно се уште не сме почнале, околу него се вртиме, затоа што рековме дека и ВМРО ДПМНЕ го донесе тој закон 2008 заедно со ДУИ. Меѓутоа, ако има некои недоразбирања, дајте да го отвориме, да го издискутираме и да ги ставиме најдобрите решенија. Никој не е против тоа. Зашто викам дека овој закон оди над Тиранската платформа? Еве само ќе прочитам две реченици од точка 1 од Тиранската платформа. Вика постигнување на целосна рамноправност во согласност со Охридскиот договор и Устав. Значи, ова сега што се прави во Република Македонија одстапува од Охридскиот договор
И сега вика правилно споредување на принципот на мултиетничноста во уставот на РМ, каде албанците се сметаат како Тоа е држава. невозможно. Со овие бројки во парламентот невозможно. Значи тоа вика тиранската платформа. Не, може да вика што сака тиранската платформа, тоа отпаѓа. Добро, и други работи, кои се? Добро, тоа отпаѓа сега во овој момент. Дали би отпаднало во некои други бројки? Еве, јас сакаш момент само да довршам, не се доискажа. Да. Значи поддржување на секаква правна и уставна иницијатива која ја зајакнува националната равнобродност значи уставна иницијатива на албанското население. Постигнување на целосна јазична еднаквост, употребата на албанскиот јазик на сите нивоа на власта и гаранција за неговата примена како фундаментално и уставно право, Уставот на Република Македонија. Значи цело време со уставот се оперира, треба да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото кирилско писмо се јазици во Република Македонија. Значи не вика законот, туку уставот и се офатна добро после за знаме тоа. Тоа е за уставот се повикува на законот. Во законот има тројна градација колку што разбрав. Значи ако се сеќавате сите ќе ми избега мислата, ако се сеќавате сите се зборуваше кога почна се отвори ова прашање уште во преговорите дека ќе се бара сите партии вика дека ќе се бара тоа мнозинство од над 80 пратеници за да се донесе ваков закон или измени на уставот дури во кои рамки ќе оди тоа, бидејќи од друга страна гледаме па дека сите други националности нивните права се ставаат на страна. Не се зборува веќе за други националности, односно малцинства и така натаму, туку етнички групи, туку се зборува само сега во заграда се става албанскиот и тиранската платформа, како што гледате, зборува само за албанскиот јазик. И затоа велам, дури овој закон сега, како што зборуваат некои експерти што се запознаени, а не знам зошто па не би се дебатирало за тоа. Зошто да не се отвори дебата на национално ниво, нека учествуваат најстручните нели македонци, албанци, македонолози, правници, политиколози и така натаму, како што вика нели Ману, и тие имено во својот текст викаат јазичниот плурализам е иманентна карактеристика на мултикултурно општество. Од тука легитимни се инсистирањата на заедници за унапредување на нивните јазични права. Македонците треба да го почитуваат, значи за македонците, тоа и да покажат интерес за јазиците на нивните сограѓани и за напредување на нивните јазични права, култура и традиции, но и обратно представниците на другите заедници мора да покажат разбирање, толерантност и респект за македонскиот јазик како јазик на мнозинскиот народ, а за неговата интегративна обединувачка функција стои во соопштението на Ману, нели? Како што Ману или не, значи не Ману, не Ману. Тука или значи видете, зашто да нема никаква дебата? Кон македонскиот јазик. Еве не Ману, не Институтот за македонски јазик, не истакнатите научни работници, еве да спомнеме професорката Гордана Силјановска-Давкова, нели она исто така тврди дека не е уставен. Она е професор по уставно право и беше долгогодишен член на Венецијанската комисија. Значи не е ли да не ја третираме и многу други луѓе кои се залагаат за тоа, еве Иванковска, читаме на социјални мрежи. Значи треба една дебата. Иванковска и Кулавкова и самото неотварање на дебата, како што рече ти, ги доведува во прашање некои работи затоа што не остава простор да се размислува поинаку од тоа што сега луѓето го размислуваат. Значи тука веќе не може да се обвинува еден субјект дека е виновен, него ни треба поширока дебата и самото ова што се става под европско знаменце и се брза, значи некој политички договор, а не значи дека нешто добар е законот, бидејќи него не знаеме. Значи мора прво да се подготви јавноста за законот и да се подготви што ќе содржи тој закон. Особено европското знаменце е нешто што од друга страна слушаме многу работи. Еве слушаме дека ќе имало 5000 евра казна, кој не го знае Македонија. Не, тоа нема врска. Ја слушам. Или наметнување рамковниот договор во приватниот. Да зборува со категории слуша. Значи во законот треба да го видиме законот. Во законот значи нема таква одредба за тоа. Не, во законот нема одредба која што значи води кон казнивост на граѓаните, ако бидејќи тоа е лудост. Ама добро, затоа викам треба да ги отвориме. Лудо е прво да се мисли дека такво нешто би постоело. Нема такво нешто. Видете вие погледајте. Добро, погледате. за колку ќе постојат казни за институциите? За институциите и во меѓувреме, значи они што нема да може да одговори. Да ви кажам една работа.
нема да го почитуваат албанскиот јазик и кои што нема да го почитуваат македонскиот јазик, бидејќи некои институции не само што не комуницираат добро на албански јазик, туку комуницираат многу лошо и на македонски јазик. Ама видете, само да ви кажам, како вие што кажавте за граѓаните како ги воспитуваат и дали се учи во историски книги. Јас задам па мој пример, бидејќи јас не сум толку запознат како вие, бидејќи живеете и во Тетово и во Скопје. Меѓутоа во 2009 таму имаше еден проект на UNDP, таму учествував во едукации на населението во северозападна Македонија и ги офати овие села Лојане, Ваксинци и така натаму. И таму нормално со преведувач, ако треба, одевме и кога стигнав во Ваксинце, не знаев каде треба да се оди. Добро. Сите деца што ги прашав и повозрасни што живеат таму, ниеден не знаеше македонски. Ја ги гледам, не дека не сакаа да ми одат. Гледам дека луѓето стварно не знаат. Значи во тој северозападен дел пола од албанците не знаат македонски. А службен јазик е според уставот. Затоа што партијата која што беше во коалиција, не е тоа само македонците да не знаат, која што ја браниш. Не бранам никого сега, да не се импутираме. Сега оваа партија исто сега ќе вади поенината, истата таа партија ќе вади поенината која што беше во коалиција со. Значи тоа би било вработуваше партиски кадри. Дека вие го браните СДСМ, тогаш би било. врска со. Па ја не, колку бранам партија константа е таа партија на да не се импутираме сега тоа, за тоа не може да се знаете зашто не е тоа значи неучењето на македонскиот јазик. Затоа што се вработуваат партиски кадри континуирано сите овие години се вработуваат кадри со партиски. Тоа е друго прашање, сега не зборуваме за тоа. Прашање кои што се вработуваат, кои што предават македонски јазик, а не се обучени, не се мислам и потребно е време и треба да се сега ако сите. институциите треба да вработат, да речеме, пошто најлесно ќе биде место да вршат обука која ќе трае со години за да не плаќаат казни, ќе треба да вработуваат. Нема да бидат партиски кадри кои што ќе ги назначи истата партија која што беше и нели со претходниот систем, претходната власт. Може да биде тоа така, да се вработуваат партиски кадри, но треба да се инсистира на стручност. Значи зборувам за тоа дека во државата ова прашање се издигна на многу, ти спомна таму или риди М2, М3. Значи, во државата ние сме свесни дека криво се поставија работите уште од 91-ва. Ево го абсолвиравме тоа прашање. Не е абсолвирано. Прашањето е дали сега ќе излеземе од таа замка ако веќе ја поставуваме 91 година. 1974 година албанскиот јазик беше дефиниран како службен јазик во Република Македонија, на целата територија. Македонија беше дефинирана како држава која што е конституирана од македонскиот народ и тогашната, како што беше терминологија, албанската народност и турската народност. Значи, тој устав имаше многу унапреден, значи унапреден став кон одредени заедници. Со уставот од 90 Ајде за сегашноста да фатиме. За сегашноста ќе се не може без да се разговара за тоа. Значи за мене што е приоритетно овде? Значи и ваков закон без оглед што може да го донесе со 40 пратеници, треба да се донесе со согласност на сите, за да се затвори тоа прашање. Ако го донесете вака треба пак да го отварате. Значи тоа не е затварање. И што рече Наум дека вие само ги разгорувате страстите, а не ги смирувате. Значи зборувам за тоа дека уставот од 91 година не водеше кон криза. Кризата се случи, тоа беше 2001 и така натаму. Сега сме во таа ситуација во која што правото, значи, на употреба на албанскиот јазик како службен јазик, во службена употреба, треба да се каже јавно, значи не треба да се плашат граѓаните од ништо. Тоа е право кое што беше утврдено уште во програмата на ПДП во 1991 година, ВМРО, ДПМН и ДПА во 1998 година. Првите одлуки кои што ги донесе тогашната влада на Лјупчо Георгиевски беше една од 4 одлуки.
една од првите одлуки беше дека ќе владата, институциите, државата ќе се ангажираат за унепоредување на албанскиот јазик. Се случи војната, се случи Охридскиот договор. Велите нема дебата за овој закон. Знаете како е донесен законот во 2008 година? Знаете кога? Еве, јас ќе ви кажам. Првиот ден од конституирањето на собранието пред да се гласа владата. Услов беше од Ахмети за Груевски да му гласа законот за И сега за формирање на секоја влада ќе има услов? Значи, Што ќе биде стигнат услов за може следната да има влада? услов, бидејќи тоа прашање не е решено и како што реков, институциите не го почитувале законот наум. Значи, имаше таму една одредба која што е дискриминаторска и која што вели дека барањата, значи за личните документи можат да бидат, значи и на албански јазик, но со претходно барање. Зошто бе со барање? Зошто јас да барам како човек кој што сакам да имам патна исправа двојазична, за тоа да барам. А ако не барам, службеникот да го издава само на официјално. Има нелогичности. Морам да прашам нешто. Како човек што оди во Тетово, морам нешто да прашам. Дали ова беше наитното нешто што ќе ги реши проблемите на тетовци? Или да речеме една гасификација која што во зима ќе го напреди Тетово во 21 век да се грее на Значи тоа велам, во 2008 година тие прашања беа приоритетни, значи еве ги повторно истите прашања се навраќање на истите прашања. Тоа е се води одма на некои прашања. Тоа е затоа што не се затворени затоа што не се затворени овие прашања кои што се од етнички карактер. Прашањето на јазикот, значи, треба да се свати како практично прашање. Спомна дека дали може да води кон федерализација и кантонизација. Одговорот е не. Нема да има федерална држава Република Македонија. Знаеш зашто? Ако го земеме Тиранската платформа и ако земеме планот кој што беше како изборна програма на Заев, ако се спојат двете, давате една многу фина рамка за таква работа. Да кажувам ставови кои што мислам дека се објективни. Не, објективни и јас се обидувам, значи да ја пренесам целата дебата која што се случува во албанскиот блок. Албанците не се за федерализација на Република Македонија. Албанците не се за кантонизација на Република Македонија. Бидејќи ако сакаш да одиме подалеку, за тоа треба анализи и дали тоа би им одговарало. Значи, ние треба да се стремиме кон тоа да градиме не заедничко општество, не општество за сите, држава за сите, држава која што ќе ме третира мене и тебе, бидејќи спомна дека сме студирале заедно. Точно е. Но ти си свесен дека ти си студирал на својот мајчин јазик, а јас сум студирал на македонски јазик. А образованието сме можеле да го продолжиме и некаде надвор во Будимпешта на англиски, американски. Друго сакам да ти кажам, дека тогаш текстовите на кој јазик ни беа? Еве. Ама тогаш текстовите беа на српско-хрватски. Кажи јавноста да те слуша. На српско-хрватски. 80% од литературата, овие професори кои што сега се прават големи македонисти, предава со текстови од Србија, или многу малку од Бугарија. Имаше и домашни, добро. Значи од Србија, од Загреб, од Лјубљана. 80%. Добро, имаме сега и меѓународни тука што се и на англиски, и на турски, и на албански, значи што е тука проблем? Затоа велам, тие интелектуалци кои што се грижат многу за македонскиот народ, за македонскиот идентитет, за јазикот, треба да се навратат назад. Ако е јазичните права, да те прашам, извини, зошто е битна двојазичноста во Делчево? Нема двојазичност во Делчево. Од кај? Во Делчево нема двојазичност. Институциите во Делчево треба да имаат, нели, можност за некој, ако намине, да може да Ама тоа е ако некој ако намине. Тие мора да имаат веќе, значи тоа е систем. Системот ќе биде, ќе има значи определена агенција која што ќе се занимава со прашањето на употребата и спроведувањето на законот. Добро. Зошто се битни, да речеме, униформите на полицајците двојазични? Што нели ќе направили тоа поделба? На полициската униформа во Тетово и во Гостивар со полициската униформа ја го спомнав Делчево Беро Радовиш. Во полициската униформа во одредени општини ќе биде двојазична.
само тоа ќе ја подигне лојалноста на полицијата и на државата кон албанците. Тоа што ќе им пишува на два јазика ќе ја подигне лојалноста на полицајците кон државата. Тврдам да. Тврдам да, бидејќи досега полицијата има една анекдота, значи, бидејќи, видите, ние не сме идеално општество, ние не сме идеална држава. Значи, има луѓе кои што носат униформи, а некогаш не се чувствуваат баш комотно во тие униформи на Република Македонија. Па има опција и да не работи во институција каде што треба да носи униформи, каде што нема да биде... Не, има опција друга. Државата да биде полојална кон тие граѓани и да ги остварува нивните права, а не да ги третира на различни начини, затоа што некој се вика Наум, а некој друг се вика Сефер. Не знам, има по име дискриминација во државата. Вие бевте во комисијата за и се уште сте дел од комисијата за антидискриминација. Сега се антидискриминација. доведени во незавидна положба и ги нема, бидејќи нели... Зашто? Да, што се Рековме сега, значи се става на маса еден закон кој не се дискутира. Ама вие зборувате за процедурата, не зборувате за тоа како е загледан. Како би се осекал еден ром кој ќе влезе во институција каде што ќе има на македонски, на албански, нема да има на ромски. Не индивидуалните, колективните права. Колективните. Кажувам дека ги има... Значи македонскиот јазик, би било ви зборувам, невкусно да се употребува терминот човекови права за во државата било како кое службен малцинство, јазик. посебно за Нема да се еве владата донесува закон. Значи веќе дегутантно е, значи сите права ги имат и еве земете трнете од терен. Значи нема никакви проблеми. Сите проблеми потекнуваат од политички цели, како што и самата нели албанска ова тиранска платформа беше еден документ кој се донесе и кој е во согласно со албанската платформа на Академијата на науките и уметностите, каде што како што викате вие треба се да се реши по мирен пат и затоа Наум ја спомна кантонизацијата и федерализацијата без никакви конфликти. Така пишува и тука во платформата. Да, прагматичен концепт беше најавен. За твоја информација, значи координатор во тоа време, после 98 кога е донесена оваа платформа во Тирана, во науката, во Академијата за науки и уметности, координатор за Македонија ставен Арбен Джафери. Ама немојте со платформи. Само една реченица би сакал. Ова нашата Ману имаше платформа значи, за подела на државата. Што пише во платформата? И па сега вие за Југославија зборувате, ја не можам за сега што зборувам. Немојте сакам да со кажам, академии. Не со академии, не. Тиранската Тие се псевдоакадемии. Ја прочитав, значи комплетно сите прашања што се тука се и во ова платформа која е претходно донесена и патот за нејзино решавање, само една реченица ако може, сите албанци независно каде да се населени од ова или она страна на границата, внатре или надвор од етничките простори, посакуваат што побрзо од обединување на нивните простори во една единствена албанска држава, онака како што го поставија во своите програми нашите големи преродбеници од минатиот век. Значи така пишува во таа платформа. Тоа се прокламации. Сега дали е тоа точно или не, не знам, меѓутоа ако брзате вие, ако не дебатирате, вие давате простор да се размислува за тоа, бидејќи зошто би брзале. Еве имаме време да се договориме, значи дали е тоа политички се брза затоа што сите овие години тој закон не беше спроведен. Ама не е согласно тоа со уставот, со деловникот и со закони. Па затоа што се носи со европско знамеце, зашто не се дебатира за закон? Со европско знамеце што се носи, тоа значи експресна процедура во рок од 3 дена. А за овој треба да дебатираме барем една недела ако не повеќе. Значи да не се дебатира ни еден член. Дали ќе стои ова, дали на овие им одговара, дали не, нека слушне народот, нека има и научна дебата. Кој е користен тука за изготвување? Кој го изготвил закон? Убаво. Значи кои експерти учествувале? Се знае кој е предлагач на законот. Тоа е влада. Има една, мислам дека и Гаштевски оперирате со само Ја ви кажувам вие да не викате дека на памет зборам. Јас затоа донесов и толку документи да добро и политичари од Тирана порачува дека албанците ќе се обединат нели во една обединета Европа. Ако сега така гледаме. Со тиранската платформа се барем интегрирана гранична контрола. Но нема политичка платформа легитимна од ниедна политичка партија во Албанија
во Македонија, освен во Косово, кој што се залага за етничка држава Албанија. Тоа е самоопределување и кое што се залага за обединување на Косово и Албанија. Значи нема таков проект, политички проект. Политичките партии на албанците. Значи нема таков политички проект. Да речеме Ајде сега, ако се тоа го ставиме во контекст. Да довршим. Ајде, Дрстевски, за да преминеме на друга тема. Не се работи за тоа, бидејќи тоа пише, читам што пише. Не викам дека ќе биде тоа. Значи ова не е начин да ги подобриме. Ману 2001 да ја подели државата, не се подели, добри сме. Добро, не викам не, не викам не. Значи со проблеми, ама пак тука сме. Сакам да кажам, ова на овој начин како што се носи законот не е начин за сожив. Тоа е начин за уште поголеми поделби, бидејќи не се дебатира нешто, се носи на сила. Така што ќе доведе до поголеми поделби како што рече и Наум и ќе доведе до повторно доведување во прашање на решавање на истите проблеми кои може да се решат одеднаш ако сите се сложат. И затоа викаме дека треба двотретинско мнозинство да има за вакви закони, бидејќи тие нели треба да бидат и во согласност со уставот, па дури и кога ќе дојде и втора работа и да се редефинира ако треба. Како ќе го редефинира? Дрстевски. Значи 2001 година имаше друг принцип се воведе во држава. Тоа е Бадентериовиот принцип. Добро де. Бадентериовиот принцип значи кој што на некој начин оневозможува мајоризација од страна на Бадентериовиот принцип не им е дозволен на македонците. Значи тоа е уставот. Македонците немаат право да дискутираат. Тоа што европско знаменце без дебата оди на комисија за европски прашања наместо на комисија за политички систем, иако се однесува за системски закон. 2008 да не повторувам, одеше директно на пленарна седница. Сите тие работи што ги зборуваме. Знаете дека ни еден пратеник тогаш не збора. Во Сомнеш Добро, еме да ве прашам вака, ако сте искрени. Вие треба да ги отклониме тие работи. Значи 2011 година се донесе измена на законското решение, значи на законот за употреба на јазиците, кој што овозможуваше на пратениците кои што се председатели на комисиите во парламентот да го употребуваат албанскиот јазик. Дали тогаш беше во согласност со уставот? Ова? Да, ова што беше донесено во 2011 од страна на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Дали беше во согласност со уставот тоа што овозможуваше на министрите да зборуваат во собранието на албански јазик? Видете, сега тоа е она што го рече Наум, значи тоа е кога дека пред секој избори тоа треба да престане. Значи се ние можеме да кажеме дека ако било направено грешка да не ја направиме грешка. И тоа беше уцена од тогаш од страна на ДУИ према ВМРО, бидејќи ВМРО не може. Мора да пуштиме реклами, имаме обврски кон економските. Многу пари сакаш да фреш. Многу пари мора да направиме. Да зборуваме за само за ќе се навратиме, ми јавуваат од режија пред малку го пројбивме терминот за реклами, еве сега повторно реклами. Дебата во отвореното студио на телевизија Нова на тема Законот за употреба на јазиците или Законот за албански јазик, разединувачки закон за обединувачки јазик. Да се обидеме тука да најдеме еден заеднички јазик, да не направи овој закон и тука разединување. Разговаравме за грешките во 2008 и 2011 година кои што исто се однесува на употребата на јазикот. Се правили повторно грешка со брзо носење на закон. Ние сме свесни дека парламентарното мнозинство е таа кој што има 62 пратеници, СДСМ има 49 и таа е во коалиција со една од партиите која што има тројца пратеници. Тоа е Алијансата на албанците. И ние сме свесни дека владата функционира врз база на договор, врз база на внатрешни притисоци и врз база на уцени. Јасно. Значи за уцени не сум запознаен дека имало директни. Така звучеше предупредувањето од село. Не знам, може тебе ти звучало така, не сум запознаен дека направо нема владата. потреба да се запознаваме тоа, што ме толку тесно мнозинство. Значи, може да се договара што се сака. Ако не се донесе во први 100 дена, ќе напуштам коалицијата. Тоа е класично. Можело да има и уцена во влада, но тоа не е јавно искажано. Добре. Значи, зборувам дека овој страв кој што се наметнува од одредени кругови, од одредени интелектуални кругови кои што сакаат да се наметнуваат како големи борци на македонскиот народ и македонскиот идентитет, мислам дека е имагинарен. Зошто? Од
2004 година се правеше територијална организација на државата. Се донесе новиот закон за територијална организација во државата. Тогаш беше кажано дека со фактот дека се формираат, а територијата е таа, Македонија е таа, значи географски е поделена и по етнички основи, се кажа дека со фактот што се формираат општини во кои што мнозинство ќе бидат албанци, значи и ќе има градоначалници албанци, Македонија ќе се федерализира. Македонија не се федерализира, Македонија е таа која што е унитарна. Тука гледаат и предупредувањата укажуваат на тоа дека оди со чекор натаму. Тогаш некои прашања не заслужува одговор, сега повторно имаме европско знаме за некои прашања да не заслужуваат одговор. Во 2004 година другоја. Исто не е така важно сега тоа, важно е начинот на кој се носи закон. Вие не зборуваме за закон. Значи 2004 година се донесе законот за формирање на, односно за официализирање на државниот Тетовски универзитет. Истите пратеници на ВМРО ДПМН, мислам не истите, пратениците на ВМРО ДПМН, тогаш седеа до 6 сабајле, збореа цело време, сакаа да не се гласа тој закон. Знаете кои се придобивките од тој закон? Денеска во Државниот универзитет во Тетово студираат многу македонци од Западна Македонија, од Тетово, од Гостија. Значи, не треба црно-бело да ги гледаме работите. Треба да гледаме Тоа се абсолвирани прашања за сега. Студира и во дисперзираните се затворија. Тоа е завршено. Тоа во 2001 година се донесе законот за универзитетот во кој што работам, за Штоловиот универзитет, и тогаш имаше исто така најави од ВМРО ДПМН дека на мала врата Македонија на мала врата се донесува федерализацијата. Знаете, пак ви кажувам. Значи нема политички концепт, нема артикулиран политички концепт и идеја за федерална република Македонија. Ако има таков политички концепт, јас ќе ви кажам, бидејќи дојдов вечерва да зборувам искрено. Достоевски, ако го почитуваме ставот на Тахири, дека нема таков политички... За кантонизација, помалку за кантонизација. Ако го почитуваме овој став, дали може ваквата двојазичност која што се наметнува во Македонија да ни биде подметната токму под тоа европско знаменце? Ако ги споменав претходно, нели, платформи меѓународни, ако споменав дека не може да го надминат грчко-македонскиот спор затоа што е нерешлив практично, со практична примена на правото. Ако ја споменав Урлике Марија Шулц, германската амбасадорка, и проектите како треба Македонија да влезе во со променето име и двојазична, а знаеме дека македонскиот јазик и македонскиот идентитет е еден од главните пречки во македонско-грчкиот спор, тука и македонско-бугарскиот спор за подпишување на оној договор за добрососедство. Може ли со една ваква двојазичност да се ставиме во опасност? Мислам дека не е јазикот, ама добро. Стои македонски јазик. Се што е одредница македонски, нив има по принципот на ерга омнес би требало да биде јазик на Северна Македонија, да речеме, ако е северна според Урлике Марија Шулц. Дали, доколку во регистарот на Обединетите нации, каде што се задржани основните податоци за секоја членка, доброволно во таков случај би се избришала придавката македонски, многу брзо македонците како народ и култура доброволно ќе бидат избришани. Па тоа е целото прашање овде, нели, зборевме на почетокот, ја мислам тука се подразбираат сите тие работи, значи бинационалноста, значи прекинување на веројатно не се разбира целиот проблем како проблем за заштита на македонскиот јазик, туку како против албанскиот јазик, што не верувам дека е во таа прочитав и тој дел од, нели, го прочитав и тој дел, и затоа викам треба да се отвори дебата, како што еве вика тука можеме да ги критикуваме колку сакаме, меѓутоа текстот сигурно не го напишал некој што не знае, и затоа повикуваат на дебата во која ќе учествуваат лингвисти, македонисти, албанолози, специјалисти од областа на лингвистика, правници, социолози и друго.
и понатаму вика предлог законот за јазиците нагласуваат од таму, респектирајќи го принципот на бројната застапеност на заедниците, значајно ја проширува и унапредува примената на албанскиот јазик во Република Македонија со цел да се затвори едно отворено прашање кое создава мултиетнички тензии и по промената на уставот на Република Македонија од 2001 година. Значи не е тука во прашање дали да се донесе или не. Туку треба да има дебата и треба да има консензус, кој не го има сега. Туку се оди по еден населен пат што ствара сомнаш дека ќе се разгорат меѓунационалните тензии, а не да се смират, а викаат и сите други институции. Значи не е ова случајно. Ние знаеме дека овие од Институтот за македонски јазик представниците, не знам или цел институт, видовме слика дека ги прими премиерот Зоран Заев во влада. Значи штом ги прима, значи тука има некоја соработка. Значи ја сметам дека дури и СДС како најголема партија во власта е доведена во една непријатна положба и дека можда би сакала дебата, меѓутоа има некој договор веројатно со кој мора тој закон пред локалните да се тој договор да се донесе и не може да најде начин како би го направила тоа и сега оди Ману дава изјава, дава институтот за двајцата едно прашање во овој контекст. Само една реченица. Знаете зашто е потребен овој закон? Затоа што... Ја не викам дека не, ја викам дека дебата треба и треба консензус. Значи да сите да се сложиме дека ова е најдоброто решение и тогаш дека се донесе. Меѓутоа, дали е во согласност? Отворено каже професорката за процедура. Гордана каже отворено дека да, ама тоа е главното при донесување на закон, така? Затоа сака да го стават во обществено политички систем. За суштинскиот дел од закон. Јас зборувам дека кога носите еден вака важен закон, мора да запознаете закон. Еве, тогаш можеби 2008 немало дебата, ама немало ни реакции. Сега има реакции, значи тајте да ги решиме. Сега имаше реакции тогаш. Да не се навраќаме на реакциите, бидејќи добро, ја не се навраќам на ако не гази времето. И тогашната СДСМ знаете како гласаше? Не. Епа треба да видите, против гласаше. Против глас. Не е тоа прашањето како. Сакам да прашањето е политичките никој не е сигурен дека треба така да на таков начин да се обидуваат етничките прашања да ги искористуваат за политички поени. Тоа е неспорно. Суштински е прашањето. Без учество овој закон кој што досега е на сила. Сите субјекти нема институција која што ќе го санкционира, значи на некој начин ќе воведе ред како ќе се употребува албанскиот јазик. Ама ја мислам дека имавме смешни што треба. Сега некои работи имаше смешни преводи, смешни преводи. Закон доаѓа од еден договор каде што се посочува и промена на државни символи и брзи евроинтеграции и решавање на едно прашање што е многу болно за македонците како името и за државни символи треба да се смени уставот. Не може да се смени уставот. Епа не знам, ама министерот за евроинтеграции вели дека не го почитува знамето и химната. Утре доколку се почнат преговори и се крева знамето таму, навистина не ми е јасно како тоа ќе го... Пред кој знаме и пред која химна тој се избира како министер? Има изјава дека не станал. Пред која? Пред која химна? Дали замијата се употребува и дали се почитува тоа? За да бидеме искрени. Сакам да ви кажам дека тоа е... Нема такви... Прашањето за јазикот произлезе од таков документ, од еден таков документ каде што беа наведени сите овие работи за кои што и пред малку го постави прашањето. Добро, тоа е јасно. Значи јасно ми е поентата. Значи тоа збориме бидејќи имаме неискреност. Во 2008 ВМРО ДПМН се залагаше за употреба на албанскиот јазик како во службена употреба. Денешното ВМРО ДПМН им пречи албанскиот јазик да го решиле тоа и го абсолвирале. Го решиле. Тоа е едно, друго. Не го решиле. Да биле против и тогаш биле против. Затоа што нема ни една институција која што е ангажирана за да воведе ред и да го санкционира злоупотребата. Подпредседател на влада за секретаријатот не се бави со не се занимава со прашањето на јазикот не. Има совет не, ви велам не. Во Советот, ама не мора да биде во Министерството за култура. Ама не оставате суштината да ја кажам. Ја не кажам. Само што не гази времето, затоа слушайте замолил, да. Само суштината. Во Министерството за култура има Совет за македонски јазик,
кој што се грижи за тоа како институциите, медиумите, разните организации и така натаму ќе го почитуваат и ќе го применуваат македонскиот јазик. Тој совет е формиран и сега од новата власт. Нема таков совет, таква институција со постоечкиот закон и со ниеден закон друг. Формирање на институција која што ќе се грижи и која ќе се залага и која на некој начин ќе го следи примената на албанскиот јазик, бидејќи ви тврдам и сега заради тога се наметна уште поголема, се бара уште поголема примена на албанскиот јазик. Има смешни, чекај, само да завршам. Има смешни преводи од македонски јазик на албански јазик. Затоа се предлага формирање на институт за албански јазик и на агенција која што ќе се занимава и која што ќе ги казни институциите и луѓето кои што можат приватно да мислат дека албанскиот јазик им преши, ама во нивните функции како раководители на институциите мора да почитуваат носење на закон од овој тип, што еве и вечерва не можеме да заправиме покрај тоа што не кази времето. Раководители на институциите кои што не го почитуваат законот, како што беше директорот на ЈСП. Дали законот се носи со брза процедура? Дали се согласувате со брзо носење на ваков закон? Ви велам дека законот се носи со брза процедура затоа што тоа е работа, односно прашање на политички договор помеѓу партнерите во власт. Не требаше да биде консензус. Нели требаше да биде 80% немаше во 2004-та. Ама не, сега рекоа сите партии рекоа не знам дали бевте тогаш во тој форум. Јас ќе мора да ја одивам емисијата Тахири Даштевски. Се залагаше против федерализација. Мислам дека ова само покажува колку е потребна оваква против територијалната организација 2004 година. Ајде сега ќе се навраќаме на историјата. Не бевте тогаш не. Режија биле за ова вечерва покажува само дека има огромна потреба од дебата помеѓу македонците, албанците и сите други граѓани и заедници во Република Македонија за носење на едно решение законско со волкава важност како што е употребата на јазиците. Со оваа кратка одјава би ја завршил вечерашната дебата со најава за уште многу повеќе на истата тема. Вечерашната беше разединувачки закон за обединувачки јазик. Тоа се покажа и до крајот на оваа дебата. Останете со програмата на Нова.